Добар ден, пријатели! Добре дојдовте у 44-та епизода. Јас сум Јосиф, ова е The Better Nutrition Show и искрено многу се возбудувам затоа што се поблиску сме до 50-та епизода и тоа е нешто што на почетокот кога почнував и кога беше прва, втора, трета епизода зборува во тие епизоди за тоа кога ќе дојдеме до 50 и така натаму. И она што ми е особено драго е тоа што некако ми стана природно да го правам сето ова и многу ми е драго што уште повеќе има фидбек од сето ова и се повеќе луѓе пројавуваат некаква интеракција околу сето ова што го правиме тука. No problem. Помини си, да, слободно. Денеска за што ќе зборуваме е нешто што го најави за оние кои што ме следите можеби на Instagram, Snapchat и така натаму и на Facebook практично уживо кога се уклучи, а тоа е енергијата, нивото на енергија, ниво на концентрација, умор и така натаму. Нешто што многу од луѓето практично и не сме свесни дека го имаме или го немаме. Затоа што тргнувам од мое лично искуство. Јас порано живеев практично од ден за ден и искрено воопшто не обрнувам внимание дали јас имам енергија, немам енергија, како се чувствувам, затоа што ми беше нормално да се чувствувам онака како што се чувствувам и се додека можеби не пробате нешто ново и не се чувствувате подобро или не живеете подобро, практично и не знаете дека има и подобро од сето тоа, затоа што никогаш сте немали искуство. И знам дека многу од вас живеат во тоа. Например, јас порано пиев 6-7 кафиња дневно. Имав проблем при будење на сабајле. Имав неколку дневни падови на концентрација. Имав потреба да преспивам попладне, односно телото ми бараше неверојатно освежување и дремка, особено после ручек. И сите тие работи практично и да ми беа нормални и мислев дека така треба да биде и така живеев. А всушност воопшто не е така. Немањето на енергија, доколку не се работи за не дај Боже можеби да имате температура или некое здравствено пореметување па да немате енергија, и немањето енергија поради тоа што можеби сте се предозирале со алкохол од претходниот ден и следниот ден е меланхоличен, у принципи не треба да го има. И немањето на енергија не е нормално, туку е некаков знак кој што телото и метаболизмот го даваат и тоа се аларми кои што треба да ве поттикнат да нешто промените во вашиот начин на живот. А што треба да промените, секој од нас знае. Логиката е следна. Ако на вашата кола не и дадете правилно гориво, ако вашата кола е дизела и ставите бензин, ако вашата кола користи одредено улје, вие ставите погрешно улје, најверојатно нема ни да поминете 100 метри дополнителни. Сега, нашето тело е малку посовршено и доколку вие му давате погрешно гориво, се уште вашето тело и метаболизам ќе функционираат и телото секогаш ќе се труди да ве одржи во најдобра можна кондиција, да преживее, да ви даде енергија и така натаму, но тоа нема да служи за долг рок. И сите овие работи, конкретно денеска зборуваме за ниво на енергија, концентрација и слично. Тоа е само сигнал дека нешто треба да промените. Работите не се нешто комплицирани и не е квантна физика. Практично треба да промените начин на живот. И она што е број 1 и што не смеете да го изоставите е појадокот. И појадок се рачуна она што ќе се изеде во првите 30 минути. Појадок треба да биде буквално нутритивна бомба и храна и течност која што ќе ви даде буст на метаболизмот. Со тоа, доколку имате правилен појадок, не знам дали го знаете податокот, но доколку имате правилен појадок и доволно вода во почетокот на денот, за цели 50 до 60% го убрзувате вашиот метаболизам. Тоа значи ослободувате повеќе енергија во вашите клетки на ниво на клетка. Следно нешто што треба да го направите е само да одржувате оброци на 3 до 4 часа, за да ја чувате таа брзина која што сте ја подигнале во почетокот на денот. Со тоа, во вашето секојдневие и во текот на целиот ден ќе имате добро ниво на енергија, нема да имате падови затоа што брзината на метаболизмот ќе се одржува, а тоа значи ослободување на повеќе енергија. Многу едноставно, само треба да донесете одлука да промените нешто и да почнете да практикувате подобри навики. За денеска толку имав намера да кажам. Доколку имате некакви предлози, прашања, дилеми на оваа тема, слободно обратете ми се. Знам дека многу од вас патат на ова прашање и на оваа тема и
немам друг совет да ви дадам, освен дека треба да донесете одлука и да го промените вашиот стил на живење. Фала ви дечки што нас следите и се гледаме во 45-та епизода. Имајте си убав остаток од работнава недела, убав викенд и се гледаме секако низ овие денови ќе објавуваме и дополнителна содржина. Чао, чао!